Бог се јави, на вистина се јави. За многу години и честит нека ни е празникот. Го следите најновото издание на Дневникот на К1 телевизија. Православните верници денеска го слават празникот Богојавление Водици. Традиционално во водите се спушта Светиот Крст, а оној што прв ке го фати се верува дека ќе го следи среќа во текот на целата година. Заедно со Велешани, Богојавление го чествуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Денешниот празник дополнително значаен за двајца свештеници од Повардарската епархија. Тие добија повисок свештенички чин. Следат настаните кои го одбележаа денешниот ден. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Со спуштање на Светиот Крст осветени македонските води. Чинот на осветување на реката Вардар во Велес го следеше председателот Иванов. Панзов и Миовски од денеска со повисоки свештенички чинови. Милошовски на пресконференција истакна дека СЈО работи по налог на СДСМ. Во реката Вардар по Светиот Крст запливаа 50 верници. Прв или најсреќен беше 21 годишниот Владко Стојанов. Начинот на спуштање на Светиот Крст му претходеше Светата Божествена литургија, во која чинот начелуваше митрополитот Повардарски Агат Ангел. Овој голем христијански празник заедно со Велешани го прослави и председателот Иванов. 21 годишниот велешанец Владко Стојанов беше најсреќен од 50-тината кои запливаа во водите на реката Вардар во Велес и го фати Светиот Крст. Претходно во црквата Успение на Пресвета Богородица се одржа Света Божествена литургија, со која чино начелствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Агат Ангел, заедно со свештенослужителите од Повардарската епархија. На литијата присуствуваше председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. По водосветот традиционално во цела наша Македонија, а и пошироко во другите православни цркви, на овој ден има фрлање на крстот во реките, а група од момчиња кои не се плашат од студот, со голема вера во Господа Бога Спасителот наш, се фрлаат по Светиот Крст. И еве, и во нашиот град оваа традиција продолжува. Покрај фрлањето на крстот, граѓани, наши македонци, и пуштаат и гулаби. Митрополитот Агат Ангел на Владко Стојанов му даде крст и икона, со кои во наредните денови тој ќе ги посети домовите на Велешани. Оној што ќе го фати крстот на Богојавление ќе биде среќен во текот на целата година, се верува. Председателот Ѓорѓе Иванов, Стојанов го даруваше со македонски крст со рубин, а дарови Владко доби и од општина Велес, ЈКП Дервен и компанијата Зегин, која во име на традиционалните христијански вредности на македонскиот народ веќе 28 години донира подароци за големиот празник Богојавление Водици. Од прославата за Богојавление во Велес се селиме во општина Кавадарци. 25-годишниот Никола Мантев и 15-годишниот Јован Гогов беа најсрекните меѓу многумина верници кои денеска влегоа во студените води на реката Луда Мара во Кавадарци. Колешката Ања Василева ги има деталите. 25-годишниот Никола Мантев по повеќе обиди за фаќање на крстот во водите на реката Луда Мара оваа година успеа во намерата. Мантев на сите им посака среќа и берикет, а по повод фаќањето на крстот доби повеќе подароци. Супер. Прв пат се фрлаш по Не. Светиот Крст? Повеќе пати се фрлам. Што очекуваш сега оваа година? Здравје, среќа. На фрлањето на крстот претходеше литија која се одржуваше во две цркви. Едната литија со Светиот Крст тргна од црквата Свети Димитрија, а другата од црквата Света Петка. Двете литии се сретнаа на мостот од каде што беше фрлен Светиот Крст. Покрај во општина Кавадарци, за жителите од село Баташа, Свет Крст се фрлаше и на браната Муклишта. Таму неумешан по трет пат беше 15-годишниот Јован Гогов, помеѓу верниците кои скокнаа да го фатат Светиот Крст од осветените води на Луда Мара. По трет пат се фрлам и
по трет пат ме поред. Што очекуваш оваа година? Многу среќа, здравје. Градоначалникот Александар Панов упати честитки до сите присутни верници на овој свет ден. Ова е голем христијански празник, им го честитам на сите, секако им посакувам многу здравје на сите граѓани, на сите православни христијани, да се сили оваа година. Ни почна еве со беричет, со многу вода, може би со лоши температури, меѓутоа еве денес е многу попријатно, хидрологијата да не служи и да немаме никакви проблеми, никако град, никако држава во наредниот период. Празникот Водици народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, зашто на тој ден според верувањето Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Во следните 40 дена Мантев и Гогов со крстот ќе ги посетуваат домовите на кавадарчани, а тие ќе го даруваат. А денеска нив ги даруваше и локалната самоуправа, локални компании и компанијата Зегин. Во црквата Свети Николај во Свети Николе денеска се чествуваше христијанскиот празник Богојавление Водици. 17-годишниот Никола Петков годинава имаше среќата прв да стигне до Светиот Крст. 17-годишниот Никола Петков од Свети Николе е срекникот кој годинава на празникот Богојавление Водици прв доплива до Светиот Крст. Тој учествува повтор пат во фаќањето на крстот и се надева дека оваа година ќе биде успешна за него. Чувството е многу добро, пресреќа сум. Желбата беше голема да фатам крстот и посакувам на сите многу среќа во потомошниот живот. Пригодни подароци и желби за здравје и берикет му посака градоначалникот Зоран Тасев. Бог се јави денеска. Денеска е голем христијански празник, Богојавление, Водици. Локалната самоуправа го даруваше со телевизор, 39 инча, значи LED телевизор. Инаку, ние како и секоја година ги даваме истите награди, значи и оваа година дававме телевизор. Празникот Водици народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, затоа што на тој ден според верувањето Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Бог Отец сведочеше од небото, ти си мојот возлюбен син, а Христос се крштеваше во реката Јордан и Бог Свети Дух се јави во вид на гулаб, слегуваше над него и тоа беше јавување на Светата Троица. Верниците во голем број го посетија храмот Свети Николај и со палење свеќе посакаа здравје и берикет. Здравје и благосостојба нека дава Господ на сите христијани, па и на нас најпосле. Празник за целото христијанско население што сме тука, за исто како ние да сме како Христос во водите на Јордан. Секој доаѓам ја идам у црква вака и кад е роден Исус Христос за Божич и сега исто така кад го крштеват, значи тоа многу значи за нас. Празникот Богојавление Водици е еден од најубавите и најголемите христијански празници. Во наредните 40 дена Никола Петков со крстот ќе ги посетува домовите на светиниколчани, а тие пак ќе го даруваат. И оваа година и покри ниските температури светиниколчани излегоа масовно да го проследат овој свет чин. Компанијата Зегин оваа година на најстрекниот учесник му подари телевизор и таблетни уреди, а пригодни подароци добија и останатите учесници. И во општините на Готино, Демиркапија и Чашка се чествуваше празникот Богојавление. Кој се го фати крстот во овие три општини, деталите ги има Ања Василева. Во Демиркапија од околу 30 скокачи годинава настракен беше Цветан Стоевски. Градоначалникот Рајче Димитриев му подари златник со ликот на Свети Јован Крстител. Начинот на фрлањето на крстот, што се одвиваше во водите на реката Пошавица, верниците масовно присуствуваа да го проследат овој свет чин. Тие претходно ја посетија црквата Света Богородица, каде присуствуваа на отслужувањето на Светата Божествена литургија. Никола Весков од село Криволак го фати крстот за Водици во Неготино. Тој на манифестацијата учествува по 11 пат откако и лани имаше среќа. Градоначалникот Ванчо Апостолов и црквата Свети Анастасија му подарија икона, а подарок му додали и компанијата Зегин. Инаку во фрлањето на Светиот Крст оваа година во Неготино учествуваа 27 лица, а на положувањето во реката Вардар кај Пепелишкиот мост присуствуваа жители и од околните села.
Претходно се одржа литургија во манастирот Свети Ѓорги. Во општина Чашка најсреќен беше младиот Дарко Ѓоргиевски. Помеѓу 15-тината скокачи, тој успеа прв да стигне до Светиот крст. Општина Чашка на срекникот му подари таблет. Во село Извор, прв до Светиот крст стигна Оливер Цветковски помеѓу 10 верници кои учествуваа на оваа манифестација. Од МПЦ честитки за здравје, среќа и берекет упатија до најсрекните учесници. Денеска на Светата Божествена литургија во црквата Успение на Пресвета Богородица, протојерей Горан Панзов беше унапреден во чин Ставрофор, додека свештеникот Мики Миовски беше унапреден во протојерей. Валентина Михајловска и снимателот Александар Костов го следаа чинот на свештеното унапредување. На Светата Божествена литургија по повод големиот христијански празник Богојавление Водици, две свештени лица од Повардарската епархија добија унапредување во свештеничкиот ред. Протојерей Горан Панзов беше унапреден во чин Ставрофор. Тој е избран од Светиот Синод на Македонската православна црква, а на предлог на митрополитот Повардарски Агат Ангел. За Панзов ова е голема радост, но значи и уште поголема одговорност. Тоа е знак на една голема радост кај мене, знак за една трудољубивост која што секој свештеник ја покажува работејќи како што ние знаеме да речеме на нивата Господова. Јас само можам да ветам дека уште потрудољубиво ќе работам на нивата Господова, дека ќе се трудам да што е можно повеќе и подостојно да му служам на Бога, на оваа наша света македонска православна црква и се разбира на овој наш богоизбран македонски народ. Да, со секој чин во црквата како се напредува, одговорноста е секогаш поголема и затоа чиновите се добиваат и со зрелоста, и со трудољубивост, и со работата, но и со зрелоста на свештеникот. Свештеникот пак Мики Миовски исто така на предлог на митрополитот Повардарски Агат Ангел беше унапреден во протојерей. Надлежните служби успешно се справија со новите снежни врнежи. Снегот овој пат не предизвика никакви пречки на патниот сообраќај. Сите локални и регионални патишта во Велес и околината се проодни. Екипата на јавното комунално предпријатие Дервен постојано на терен. Сообраќајот се одвива во зимски услови. Од Автомотосојузот на Македонија со препорака да се почитува падната сигнализација и да се носи зимска опрема. Проодни се сите локални и регионални патишта во Велес и околината. Екипи од јавното комунално предпријатие Дервен во изминатите неколку дена постојано се на терен и работат на расчистување на големите снежни наноси, кои во текот на ноќта наврнаа во Велес и Велешко. Од регионалниот центар за управување со кризи информираа дека во претпладневните часови локалниот пат кон село Сопот не бил прооден, но машината која го расчистува патот во Бузалково на враќање треба да интервенира и во ова населено место. Од ЦУК известија дека проодни се сите магистрални патишта во државата. Екипи од јавното предпријатие Македонија пат се на терен и постојано ги расчистуваат патните правци. Тие и понатаму остануваат во расчистувањето на снежните наноси. Од Автомотосојузот на Македонија со препораки до сите возачи да управуваат со прилагодена брзина, да ја почитуваат сообраќајната сигнализација и да носат зимска опрема. Граѓаните да внимаваат со што ги полнат печките. Затнатите оџаци е една од причините за предизвикување на пожар. Територијалната противпожарна единица во Велес изминатиот период интервенирала во неколку колективни живеалишта. Затнатите оџаци во колективните стамбени згради се потенцијална причина за предизвикување пожар. Во изминатиот период, територијалната противпожарна единица од Велес интервенирала во неколку колективни живеалишта, каде дошло до запушување на оџаците. Како причина се наведува употребата на преголема количина неквалитетно огревно дрво. Граѓаните да се погрижат за димоводните канали пред да ги наполнат печките со дрва, апелира Лепидовски. Граѓаните минимално да вложуваат, односно нормално да го ложиштето да ставаат дрва, без разлика на зголемената температура надворешна, за да не дојде при прегревање на тие ќумбиња, односно и у исто време
почесто, пошто се вложат дрвата, поише дрва, почесто чистење на ќумците, од каде што почињаат и запалувањата на оџаците. Лепидовски потсети да се внимава и со електричната инсталација. Препорака на граѓаните да не уклучуваат наеднаш 3 електрични уроди, односно поготово ние у принцип имаме бољерот, машината за садо и машината за перење, и тогаш доаѓа до преоптеретување на електричната струја, односно и ако се приклучени на несоодветни продолжни кабли, може да дојде до запалување. Битолскиот случај нека биде поука за сите кои гасот го користат во домаќинствата. Да се проверуваат плинските боци, иако е замрзната, да не прават експерименти да загреваат со грејни тела, ради тоа што при недоволно стегнатите црева на стегите може да дојде до испарување на плинот и сета тоа жарење на електричната печка каде што ја затоплуваат самата боца, може да дојде до експлозија. Вентилите треба да ги проверуваат поредовно, сега баш у оваа сезона која се употребуваат максимално. Лепидовски вели дека и во наредниот период едукацијата и превенцијата ќе се обидат да бидат на поголемо ниво, оти само така ќе се намалат ризиците по материјалните и човечки добра. По повод големиот христијански празник Богојавление Водици, честитка до сите православни верници во Република Македонија и во диаспората упатија од државниот врв. На пресконференција денеска членот на извршниот комитет Антонио Милошевски рече дека по одлуката на специјалното јавно обвинителство да се откаже од обвинителен акт за случајот пуч нема причина за постоење на оваа институција. Криминалот на Заев и Верушевски, Милошевски вели дека бил документиран и докажан. Вести од Македонија. По повод големиот христијански празник Богојавление Водици, председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и до сите православни верници, посакувајќи да го поминат во добро здравје и во многу радост. Престојниот празник и годинава ќе не потсети на значењето на светата тајна на крштевањето како еден од столбовите на христијанството. Славејќи го крштевањето на Господ Исус Христос, да го прославиме и нашето духовно раѓање и да потврдиме нашата вера. Токму на Богојавление Водици да ги зацврстиме основите на нашето верување и да продолжиме со почитување и со залагање за христијанските начела за мир, заедништва и слога. На денот кога ги осветуваме нашите води, наискрено посакувам во нашите срца да се вселат хармонија и разбирање, трпение и милосрдие. Во духот на овој голем празник да го поттикнеме најдоброто во нас и најдобро кај нашите ближни и кај нашите сограѓани, независно од нивната етничка, верска, јазична и идеолошка припадност. Само така ќе чекориме кон остварување на заедничките цели за успешна и просперитетна Република Македонија, се наведува во честитката од председателот Иванов. Военно и председателот на владата Емил Димитриев денеска по повод големиот христијански празник Богојавление Водици упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и до сите православни верници во Република Македонија и во диаспората. Вредностите кои ги носат овој празник да ни помогнат да продолжиме да работиме за доброто на сите граѓани на нашата земја, за подобрување на економијата, за унапредување на стандардот на населението, за создавање на услови за раст и развој во секоја општествена сфера и изградба на напредна Република Македонија. Стои меѓу другото во честитката. Не стивнуваат реакциите по најавата дека специјалното јавно обвинителство се откажува од обвинителниот акт за случајот пуч. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски на денешната пресконференција рече дека Зоран Заев и Зоран Верушевски имаат сторено криминал кој што е документиран и докажан, а Катица Јанева со своите постапки ги спасува од судска и кривична одговорност. СЕО остана да биде само политички инструмент и продолжена рака на аболицираниот криминалец Зоран Заев. СЕО цела година од превземањето на случајот пуч ја лажеше и манипулираше јавноста дека постапува по предметот и дека наводно работи независно и непристрасно. Судењето се одложуваше 10 пати, а господјата Катица Јанева се надмина себе си во измислувањето на причини за одложување на рочиштата.
Милошевски вели дека специјалното јавно обвинителство се става во одбрана на криминалот преку кој што беше нарушен безбедносниот систем, се со цел да се наруши политичкиот легитимитет на демократски избраната власт. Кати Сејанева игнорираше и судската пресуда и признанието на осудениот Звонко Костовски, вработен во УБК, која ја разоткри шпиунската шема на Верушевски и Назаев и кажа на кој начин биле нарачувани прислушкуваните материјали, на кој начин биле давани и потоа веројатно и монтирани и фабрикувани. Кати Сејанева игнорираше целокупна скај комуникација помеѓу обвинетите во случајот Пуч, во која што соработниците на Зоран Заев предвидуваа дури граѓански немири или граѓанска војна. Повеќе не постои дилема дека специјалното јавно обвинителство не работи според законот, туку според потребите на СДСМ и незиниот председател потенцираше Милошевски. Првата и основна причина за формирањето и постоењето на СЈО беше да се расчисти криминалот на Заев и Верушевски, кој според признанието на вработениот во управата за безбедност и контразузнавање, кој што доби судска пресуда, ја злоупотребиле опремата за незаконско следење на комуникациите. Одлуката за откажување на обвинителниот акт за случајот Пуч со кој се аболицира Заев и Верушевски, според Милошевски, престанува и потребата за постоење на специјалното јавно обвинителство. Затоа тој смета дека јавноста треба да биде свесна дека специјалното јавно обвинителство веќе станува безпредметна институција. Италијанската спасувачка служба трага по исчезнатите лица откако синоќа лавина се урна врз хотел во планинската област на Абруцо. Има и жртви. Хакерската група Анонимус објави заканувачки предупредувања до новоизбраниот американски председател Доналд Трамп. Следуваат и другите вести од светот. 4 спасувачки екипи на италијанската спасувачка служба трагаат по 3 исчезнати лица, откако синоќа лавина се урнала врз хотелот во планинската област Абруцо. Во моментот на несреќата во хотелот имало 30 гости и неколкумина вработени. Италијанската спасувачка екипа соопштува дека има повеќе загинати лица, но засега нема точен број, ниту пак се објавени идентитетите. Како причина за настанување на лавината се 4 силни земјотреси кои вчера ја погоди Италија. $13,298 сириски бегалци минатата година извадиле дозвола за работа во Турција. Ова го покажуваат податоците на Министерството за труд. Во Турција од 2011 година има над 2 милиони сирици кои што избегале од земјата по почетокот на конфликтот. Според Министерството за труд, минатата година издадени се дозволи за работа на 73.584 странци, додека во 2015 година на 64.833 странци. Уште не седнал на председателскиот стол, а Доналд Трамп веќе ја доби првата јавна закана. Хакерската група Анонимуси објави заканувачки предупредувања, истакнувајќи дека ќе зажали во следните 4 години. Анонимуси на Твитер објави повик до своите следбеници да откријат каков било евентуално компрометирачки материјал за Трамп. На Твитер Анонимуси напишале: ова повеќе не се 80-тите, информациите не исчезнуваат, се е тука, ќе зажалите следните 4 години. Новоизбраниот американски председател Доналд Трамп е познат по тоа што често пишува на Твитер, но засега оваа закана од Анонимуси не ја искоментирал. За 60% се зголемени бројот на хакерските напади врз системите на НАТО минатата година. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столенберг, со изјава дека алијансата се соочува со околу 500 напади секој месец во 2016 година. За овие напади не се одговорни физички лица, туку институции поврзани со странските држави, истакна Столтенберг. Тој во изјавата додава дека главните теми на престојната средба на врвот на НАТО ќе биде кибербезбедноста, бидејќи ваквата тенденција ги загрижува. Кибернападите можат да им наштетат на вооружените сили и да ја нарушат одбранбената способност на алијансата, бидејќи сите воени действија денес се засновани врз пренос на податоците, според Јенс Столтенберг.
Зајакнување на договорот за прекин на непријателствата е темата на престојните разговори на сирискиот претседател Башар ал-Асад во Астана, со цел да се овозможи пристап до хуманитарна помош, прекин на огнот и на бунтовничките групи да им се овозможи постигнување на договор со помирување на владата, да се заштитат човекови животи и да се овозможи хуманитарна помош да стигне до разни области во Сирија е главната цел, посочи Асад. Тој изрази надеж дека на конференцијата во Астана што ќе се одржи следната недела, ќе се разговара за се со бунтовничките групи. За сега не е јасно дали ќе биде вклучен и политичкиот диалог, бидејќи не е познато кој се ќе учествува на конференцијата, додаде Асад. Времето во Македонија претежно облачно со повремени врнежи од снег, а во источните и јужните делови од земјава поинтензивно. Снежна покривка од овој снежен бран на секаде се зголеми, на места за 20 до 30 сантиметри. А за утре слично време на денешното. Деталите во продолжение во графичкиот приказ. Ова беше последната информација за овој дневник. Останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!